Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во Училница. Моето име е Карова Зорица, наставник по германски јазик во Основното училиште Димката Ангелов Габерот од село Ваташа, Кавадарци. Денешната лекција е прашање во минато време со претеритум од глаголот zum, претеритум од модални глаголи и перфект. Fragen in der Vergangenheit mit sein Präteritum, Modalverben im Präteritum und Perfekt. За оваа лекција ќе ни бидат потребни тетрадка во која што ќе ги запишете сите важни информации од оваа лекција и во која што ќе ги решите вежбите кои што се за вас. Исто така може да се послужите и со учебникот Логиш на страница 52 каде што се наоѓа денешната лекција. Доколку ви треба повеќе време за запишување на информации, слободно може да го стопирате видеото. Најпрво, пред да започнеме со формирање на прашање во минато време, треба да ги повториме прашалните зборчиња. Was, wann, wohin, wer, warum, mit wem, wie, wenn. Ова се прашални зборчиња кои што најчесто ги користи. Потоа би било добро да ја повториме и формата на глаголот zum во претеритум. Ich war, du warst, sie es war, wir waren, ihr wart, sie war. И како правиме перфект, исто така е добро да повториме. Треба да имаме haben или sein на второ место во реченицата изменето по лица, плюс партицип 2 од глаголот. Друго нешто кое што ни треба при формирање на прашање во минато време не се модалните глаголи во претеритум. Знаеме дека ги имаме модалните глаголи dürfen, können, mögen, müssen, sollen и wollen. При формирање на претеритум, тие го губат нивниот умлаут и добиваат те на коренот на зборот. Како пример ги имаме dürfte, konnte, möchte, mochte, musste, sollte и wollte. Сите овие повторувања ни беа потребни пред да почнеме со поставување на прашање во минато време. Кога поставуваме прашање во минато време, треба да внимаваме секогаш на прво место да го поставиме прашалното зборче. Потоа глаголот во минато време, главен или помошен, сите останати делови, како временски период, место, со кого, и на крај да имаме завршеток на реченицата доколку истата е во перфект или се користело модален глагол. Сето ова можеме да го разгледаме на наредната слика. Овде имаме две табели. Може да ги погледнете табелите. Во првата табела треба да пронајдеме реченици кои што го содржат глаголот zum во претеритум, а во втората табела треба да поставиме прашања каде што модалниот глагол е во претеритум или каде што имаме прашање во перфект. На првата табела дадена ни е првата реченица, може да ја забележите овде. Wer war das? На прво место имаме прашално зборче, на второто место имаме претеритум од глаголот zum и на крај имаме остаток од реченицата. Друга реченица која што треба да ја пронајдеме во оваа табела ни е прашањето во wat ihr. Во ова прашање имаме прашално зборче во на првото место, потоа имаме wat, претеритум од sein и на крај имаме субјект. Во втората табела треба да потполниме прашања кои што содржат перфект или модален глагол во претеритум. Како прво прашање ни е дадено Warum seid ihr zu spät gekommen? Во оваа реченица на првото место треба да го запишеме прашалното зборче warum. Потоа треба да направиме перфект од глаголот kommen. За лице ihr. Добиваме seid од глаголот sein или zum, изменето за лицето ihr. Продолжуваме на остатокот во табелата допишуваме ihr zu spät и на крај имаме завршеток на реченицата партицип 2 од глаголот kommen, gekommen. Наредно прашање не со прашалното зборче was. Прашање кое што не со тоа зборче е ова was ist passiert. На првото место го запишуваме прашалното зборче was. На второто место
треба да направиме перфект од глаголот passieren. Глаголот passieren секогаш не оди со глаголот zum, sein и добиваме ist. И на крај на прашањето добиваме passiert како завршен дел. Потоа, треба да поставиме прашање со прашалното зборче warum. Единствена реченица која што ни остана со ова прашално зборче ни е реченицата warum wolltet ihr mich ärgern. Во ова прашање во минато време имаме модален глагол wollen кој што не е во претеритум. На првото место го запишуваме прашалното зборче warum. На второто место овде го запишуваме wolltet, затоа што тоа ни е претеритумна форма од глаголот wollen за лице ihr. Потоа го запишуваме субјектот. Не останува уште рефлексивната заменка mich на третото место и на крај добиваме инфинитив од главниот глагол ärgern. Последна реченица која што ни остана да ја допишеме во оваа табела е реченицата или прашањето wer hat das gemalt. Овде имаме прашање со перфект од глаголот malen. Тоа значи дека на прво место запишуваме прашално зборче wer. На второто место ставаме помошен глагол за да направиме перфект од malen, тоа не е hat. На трето место добиваме das и на крај имаме партицип 2 од глаголот malen, gemalt. Исто така, мора да внимаваме и на одговорите. Даваме одговори исто во минато време. Како примери можеме да ги издвоиме. Mit wem wolltet ihr Geburtstag feiern? Wir wollten mit Florian Geburtstag feiern. И двете реченици, и прашањето, и одговорот ни се во претеритум со модален глагол wollen. Wo hast du gewartet? Ich habe am Bahnhof gewartet. Во овој случај на примери имаме перфект од глаголот warten. Како го поставуваме прашањето, така добиваме и одговор. И за крај имате задача која што треба да ја решите вие ученици. Имате 5 реченици каде што треба да напишете прашања за подлечените зборови. Одговорете во вашите тетрадки. Anna hat eine Party organisiert. Tim und Conny waren zu spät. Wir sind um 7 Uhr angekommen. Die Party war total langweilig. Wir wollten sofort nach Hause fahren. Се надевам дека ви се допадна денешната лекција. Ви благодарам за вниманието.